Власта уверува дека за приближно 5 години ќе го изгради коридорот 8, а без малку 10 години не може нити да ги заврши 57 километри од автопатската делница Охрид-Кичево, која требаше да биде готова во 2018-та. И по 3 продолжувања и пробивања на роковите за изграда на автопатот, на кој не му се гледа крајот, надлежните уверуваат дека истиот ќе биде пуштен во употреба до крајот на годината, што значи за 3 месеци. Во меѓувреме, некои од фирмите изведувачи пропаднале, а се шпекулира дека експресно биле сменети и членови од надзорниот орган за изграда на патот. Охридскиот градоначалник е скептичен дека автопатот ќе биде готов најмалку за уште 2 години. Првиот изведувач беше Викторија Инвест, фирма која пропадна при изведувањето, дали банкротира или имаше некои други финансиски проблеми, не е ни толку битно, па беше заменета со друг изведувач, во тековно најавија точно некои изведувачи сосема други, меѓутоа реалноста е дека таму тешко гледаме напредок. Се сеќавате на почеток на летната сезона бевме и блокирани 2-3 недели за влезот во Охрид под изговор дека ќе се направи автопатот, добивме 100 метри асфалт. За сериозните пропусти при проектирањето на автопатската делница зборува и градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачевски, на кого не му е јасно како успеале да заборават да предвидат пристапни патишта за жителите од Дебрца, кои немаат директен излез на автопатот, кој патем во најголемиот дел минува низ Дебрца. Не, јас не знам како би го пуштиле тие во употреба без пристапни патишта. Бидејќи повторно ќе треба да има некој пристап додека се направат тие пристапни патишта и повторно тоа би значило дека не е автопат во вистинска смисла на збор. Се саѓаме на начин како што се саѓаме, меѓутоа сето тоа е со голема ризик, со големи опасности во одвивањето на сообраќаја, сфероците и на тоа дека знаат че период имаше повеќе сообраќајни незгоди, по кои имаше човечки жртви, не имаше и големи материјални штети. Се обративме до Министерството за транспорт и врски. Не интересираше дали за селата од општина Дебрца ќе се обезбеди пристап на автопатот, дали ќе има ново пролонгирање на рокот за изграда на автопатот и дали истиот ќе ја надмине сумата од фантастични 600 милиони евра. Но одговор не добивме.